Здраво Македонијо, четврток, идеален ден да ја критикуваме владата. Во воведот често ги пренесувам ставовите на опозицијата, така ќе биде и денес. Деталите кои не ги следевте јавно, бидејќи имавте попаметна работа од тоа да 2 часа слушате партиска трибина насловена Македонија понижена во организација на СДСМ. Кога го видов името Македонија понижена, мислев се фалат со своите дела. Ама не, тоа била нивната оцена по повод една година влада. И како што реков, одиме со критиките кон владата директно од трибината на СДСМ. Започна со младиот коносител на партиската листа во изборната единица 6 на минатите парламентарни избори, младиот Агрон Демири и неговите впечатоци за овој настан. Прво би рекол, овој настан за ништо не би бил фасциниран, само сум фасциниран од присуството на жените, што докажуваат дека Од ништо не бил фасциниран на настанот, само од присуството на жените. Млад дечко, сосема нормално. Се разбира, подосна појасни, колку што го разбрав, барем дека имало многу жени во публика и тие биле столбот на СДСМ. Прво дозволете да поздравувам председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, наш поддржувач Венко Филипче, раководството на партија. Ете, и Венко Филипче бил нивни поддржувач. Значи, председателот бил поддржувач. И тоа го дознавме. Браво. Добро е председателот кога е поддржувач. А може би мисли на поддржувач на младите во партијата. Или на младите кои се фасцинираат од жените. Кој знае. Или пак поддржувач на ова. Тоа е личен пример. Јас ке кажам, јас сум член на извршен албанец тука во СДСМ, додадена вредност на СДСМ. Не знаевме дека да си албанец, или македонец, или турчин, или било која народност, било додадена вредност на некоја партија, но добро, и тоа го научивме. Единствена држава позади нас е Албанија со минимална плата и дека волена вистина, они унапредуваат со сите класери и чекори кон Европска Унија. И тоа е факт, тоа го зборат европски представници. За жал, година дена немаме ни еден европски представник да каже дел збор за од Европа за наша Македонија, за жал. Со својата додадена вредност направи експертиза дека Албанија напредува, а кај нас нема европски представник, за жал немаме ни еден да каже дел збор за од Европа за наша Македонија, за жал. Веројатно го свативте и малку е неточно, освен ако му фали периодот кога беа фалени на ангро, бидејќи раскурцаа се што фатија. Ама сега од опозиција повторно користат Македонија, без Северна. Македонија понижена, Македонија за жал, кој што би рекол Агрон. Ај после нека кажат името не сме го вратиле. Па кај нив го вративме прво? Откако претходно ни дел од збор за Д од достоинство не се зачува за дел збор Ж од за жал животиште. Би сакал да го заокружам ова прашање со ова, дека за едно 20 минути за економија може да збориме само 0,1% од работите што направил ВМРО, а ви порачувам да следете СДСМ што прави. Ете, за 20 минути може ли да кажат само 0,1% од работите кои ВМРО ги правило во економијата? Не знам дали ги фали или ги жали, но добро, ќе следиме СДСМ што прави и понатака. Благодарам на советот. Патем, седиш на тоа столче, а не во парламент, бидејќи следевме и следиме. Што ги пројделе преку ноќ законите и очекуваат наш со соседни и со наши сојузници да се караме, демек Македонија, СДСМ конкретно не поддржува едно британска држава. СДСМ има добри соработки со британска држава. Демек, некој сакал да ги навлече СДСМ да се скараат со Британија, бидејќи Венко Филипче бараше потекло на парите кои ги гарантира Обединетото кралство. Ама СДСМ имала добра соработка со Британија, па да спиеме мирно и вечерва мили со граѓани. А и во Домот на лордовите и Бакингемската палата исто така нека одморат едно око. Едно гајле помалку. Следи подпредседателката Чупеска. Имале и во програмата Rule of Law checklist.
Мислам, Jesus Christ, стварно. Ја коментираше програмата на владата, малку шега направи, се насмеавме. Ха-ха, се е убаво. Може сега да ја пуштам не од едно интервју како се фали дека учи да хипнотизира и пак да се насмееме. Ама сериозен е моментот, луѓе загрижени се на бихачка дека Македонија била понижена, па да останеме со сериозен тон. Вие слушајте, јас ќе преведувам. Ветува, например, дека ќе има правда за неправедно осудените, а наместо тоа нема ниту правда, ниту надеж за правда. Кога надежот за правда ќе биде инвалидизиран, тогаш веќе општеството влегува во една друга состојба. А кога СДСМ ќе жали за правда за луѓето настрадани во политичките процеси, кои нив им одговараа, да не речам беа изведувани додека Зоке жареше и палеше во родната грудка пред да ја замени за дубајскиот песок, тогаш може да кажеме дека аргументите за правосудниот систем им се инвалидизирани и веројатно резултат на некоја, како што вели, друга состојба. Агрегатна можеби, кој знае. И од утре исто така ќе превземеме чекори спрема меѓународните партнери наши до Европската унија, ќе поднесеме писмо во кое што имаме целосна елаборација на сериозни и темелни пропусти кои што исто така сметаме дека се тенденциозни во смисла на тоа дека немаат намера овие луѓе што раководат со државата да прават реформи. Тоа е јасно како бел ден. Добро, не се сомневавте веројатно дека кодошењето ќе престане. Ќе преземеле чекори на кодошење, пеки. Друго? А да, за правда зборуваше и екс-заменичката во Министерството за правда Мадич, која ги потпише измените на кривичниот законник, оние славни измени, што е, мора да признам, фантастично. И таа говори за заробената држава, нормално, која повторно ја враќаат во реториката, срекна нова 2015 година, подписничката на измените на кривичниот законник. Единствено нешто во овој период што не верувавме е дека може повторно да ни се случи таа заробена држава. Меѓутоа, ДПМН експресно успеа да не разубеди во тоа. Не верувам дека е можно во 2025 година повторно да општеството да има заробен ум. Ајде мајката, заробена држава. Се враќаме со филингот во 2015-та. И вие ова ќе го слушнете, луѓе, и ќе поверувате. Да бе мајката, стварно е заробена државата. Треба овие кои, например, го менуваа кривичниот законник да дојдат и да ја ослободат. А ако не сте убедени се уште во нивната моќ и исправност на аргументи, следи и аргумент плюс. Повторно, како што напоменав, се набавија софтвери, се склучи договор, за да може повторно ова министерство да се врати на старите патеки за воспоставување на режимски практики. МВР веројатно, не знам, набавила опрема за прислушување што и е во опис и попис на работа во специфични услови и со судска наредба. Ама за овие кои ќе ја спасат Македонија од понижување, тоа е добра прилика да го спомнат повторно зборот режим. Пазете се, демек, ќе ве прислушува сигурно Панче дома кога ќе си дојде вечерот на работа. Бидејќи ова е режим и ова е заробена држава. Ако не чувствувате, ќе почувствувате. Ние ќе ви зборуваме постојано дека ве прислушуваат, ве следат. Вие ќе почнете да внимавате кога зборувате на телефон и готово, доаѓаме на власт како ослободители. Добар план. Ама уште малку заплашување нема да е на одмет. Убиството ни стана секојдневие. Ме наежи. Убиството станало секојдневие. Друго, кажувај ми. Зборувај опасно и потивко во оваа заробена држава. Некој може да те чуе, затоа тивко и внимателно. Знаеш дека прислушуваат. Се во Скопје, на покрај Мавровка, Битпазар, зголемен број не само убиства, се зголемија број на разбойништва, кражби, престрелки. Ау. Се зголемило бе. Не е како во време на Оливер Спасовски, кога кај Мавровка и на Битпазар владееше хипи атмосферата на љубов, цвеќиња и еднорози шета на средината на коловозот. Меѓутоа, зошто ништо не се презеде во однос на сите кои што беше оставен од претходната влада? Година дена се обедуваат да донесат некој закон и правилник за да можат истиот да опуштат во употреба. Не, затоа што на МВР нема контрола на безбедноста и одговара небезбеден град. МВР немала контрола на безбедноста, бидејќи и одговарал небезбеден град.
И уште 3 пати да го повторам да го слушнете, повторно исто глупаво ќе звучи. Ама добро, понижена Македонија е, нели? Зошто? Меѓу другото, бидејќи МВР сакале небезбеден град. Кога следен пат ќе ве застане полицаец, да знаете дека тоа е така бидејќи сака небезбеден град. А Safe City, патем, не го остави предходната влада, туку предходната. И едно 7-8 години овие кои сакале безбедност, ништо не направија. А од 2026 ќе добиваме сите честитки преку тој Safe City за прекумерна брзина. Зошто? Бидејќи сигурно бе Заев тоа го направил, или Венко, или Мадич. Исто како што ја зголеми безбедноста на градот и довербата на луѓето во правосудството со измените на кривичниот законник. По сите овие скандали, насилства, злоупотреби, што власта успеа да ги направи за помалку од една година, се список на несреќи што граѓаните ќе ги прават да преживуваат. Сведоци, сведоци сме на сето ова што го гледаме, сведоци сме на сето ова што го гледаме. Сведоци сме на сето ова што го гледаме, дека заробена држава очигледно најдобро се опишува со читање тук текст за тоа колку е заробена државата. Зошто сам не си го напише некој текстот? Заробена држава е затоа. Сигурно Панче и го напишал и ја натерал да чита, бидејќи нели е режим кој сака режим да дознае јавноста дека МВР не сака безбедни градови. Што не е овде јасно и нелогично? И постојано го потенцираме и верувам и убедена сум дека граѓаните многу побрзо ќе се пробудат и ќе го слушнат гласот не само на Социјалдемократскиот сојуз и на граѓаните. Значи граѓаните се заспани, ама ќе станат и ќе го слушнат гласот на граѓаните, точно така, како да се разбудиш сам себе си од спиење, затоа што си зборувал во сон. Сакам во влада, сакам во влада, сакам во влада и толку гласно повторуваш што се будиш и го слушаш гласот на граѓаните. Интересен концепт. Благодарам и јас, како што благодари и менјачката Богданка. Следно, време е за главната звезда на настанот. Свежата крв, новата идеја, суперстарот на оваа прослава за понижувањата на Македонија. Ке видите кој. И со професорот Љубомир Фрчковски. Какви овации? Па кој е овој човек, бе? Не го знам. Суперстар. Има потенцијал. Сигурно ќе воведе нешто ново во СДСМ. Како го пречекаа? Со кејф, со мерак, со фанфари. А тој си седна со ранец од двораце до себе, што значи или дошол сам на настанот, па немало кој да му го чува, или па не верува можеби општо дека е безбедно да го остави на столчето, додека тој е на бина. Како нешто да знае, мајко му стара. Со него на трибина инаку беше и уште еден представник на социјалдемократската младина и свежа крв во партијата со која ќе ослободуваат Македонија од режимот бла бла бла. Да го чуеме и него. За жал се повторува истото. Штом дојде ВМРО ДПМН на власт, ние се оддалечуваме од Европската унија и тоа е трагично, нешто што мора да го коригираме. Потоа нас ни праќа секојаш товарот да се вратиме на оние патики кои што ги заслужуваме. Не знам дали рече патики или патеки кои ги заслужувале, ама мора да признаете дека трогнува, бре луѓе, ваквата драматична храброст во прифаќање на сопствената судбина како светлоносци, ослободители во Македонија. ВМРО носело земјата подалеку од Европа, а тие секогаш морале да ја враќаат назад кон Европа. Што би рекол Цацко од К15, не оној кој бараше промена на името, тие едно 3 пати сигурно не имаат внесено во ЕУ. Ама ВМРО белаџи ќе дојдат и хоп, ја вадат Македонија надвор. Зошто? Бидејќи се режим заробена држава. И Фрле и Жерновски ќе не спасат, само спокојно. Ќе не вратат на патеките кои ги заслужуваме. БРМ, сменето знаме, саботажи во 2001, територијална прераспределба, редефинирање на државата, прифаќање бугарска заедничка историја, северна, бетонирање на ЕУ рамката со бугарските барања. Патеките кои ги заслужуваме, според Жерновски. Ние, кодека бев во МНР, не молеа нашите пријатели, немојте да барате или да се одвојувате од Албанија, почекајте, комши сте во пакет, сте, треба да дојдете заедно. За денеска Албанија не само што се одвои, туку ја слушате Марта Кос како комесар за европроширување, најава дека 25, 26, 27 Албанија можно да ги започне преговорите. Односно се извинам да стане веќе да влезе и така натаму членка.
земјата која што ние чекавме за да одиме заедно. Значи, за 2 години Албанија ќе станела членка на ЕУ, ако не стане веќе и наредната. По ова ниво Брисел не го знаат. Добро е еден авторитет и познавач како Андреј Жерновски да допре со гласот до Унијата директно. Затоа и го потенцирам овој дел. Ако гледа некој од Брисел, припазите луѓе, комшииве доаѓаат тргнати се за 2 години максимум, доаѓаат таму. А сега е време и Андреј да фрли една рака во градењето на оваа нова идеја за заробената држава. Мислевме дека терминот, назад на прашањето, заробена држава, која што ни се случи во време на Груевски, дека биде најлошото нешто. Ние сме денеска многу полошо. Ние сме, според Марта Коскова, што ја споменав, тажната приказка. Прво да ги дефинираме по имите. Заробена држава е очигледно секоја во која комуњарските црвени елити не се во власта. Второ, тажната приказна сме затоа што едни слепци го понижуваат цел народ, а државата доби компир. Не, суџук доби, и тоа бугарско производство. Затоа сме тажната приказна. Поради слепците, не поради народот. Ние сме тажната приказка со уште 2 земји. Косово и Босна и Херцеговина, кои што патен се спомнуваат како група од 3 земји, за жал и ние, таму каде што имигрантите ќе бидат пратени, но тоа е една друга тема која што партијата се разбира, треба многу сериозно и колку што знам ќе ја третира сериозно. Па да, добро е да се фрли малку и бомба и за мигрантите. Кога веќе нели сме тука, зашто да се пропушти приликата? Режим, заробена држава, мигрантите доаѓаат, што е следно бе Заев од торта да се појави на настанот и да почне да пушта бомби? Или хитови од Харис Джиновиќ па да заиграат со Венче? Тоа би било врв. Оставете ги приказките нивини за коридорот 8, коридорот 10. Тие денеска функционираат со коридорот Б. А коридорот Б е Будимпешта и Белград. Ние денеска не е дека и ние немавме концепт со буквата Б, но нашиот концепт од Б беше Брисел. Благодарам. Ова го има мислено Поладен. Како да закуцам на крај, како да закуцам? Аха, кажи дека овие заробењациве од ВМРО биле на линија Будимпешта-Белград, а ние бевме на буква Б Брисел. Блескаво, бравурозно, бестијално и бескрајно безецирање на блесавоста како биографски белег, будалаштини во бескрајност. Што би рекол Јовица Михајловски во Бушава азбука на буква Б можеби. А сега на буква Ф. На опозицијата е важна и таа линија мора да оди преку воврзување со своите линии и значајни историски потези што партијата или групацијата на партии ги направила, а не дистанца од нив. Ние не смееме да се срамиме од Ние не смееме да се срамиме од како е направен договорот во Преспа, како се преговорите со Бугарија водени, независно од тоа што мислиме, како тоа се одразило на изборните резултати. Не е важно тоа. Ете таа слика и прилика на она што велеа по изборите, дека ароганцијата веќе не живеела во СДСМ. Не живее, туку под кирија и го има издадено просторот во кој е партијата. Порача дека требало да се горди на предавствата на народната волја и да не се замараат многу со мислењето, желбите и барањата на народот. Врвно, слушам, ајде, кажувај ни повеќе. Не треба да се изолираат бароните на партијата. Тоа се политичките лидери со кои претходно значајни линии имаме поврзани. Не треба да ги активираме. Го опра од аплаузи бе. Свака му е ка Njegошева. Најново екс-председателите на партијата ги нарече бароните. Патем и Минхаузен беше барон, знаеме, така? Фројдовски од Фрчковски. Ако имаме среќа, некаков прв чекор ќе направиме нови локални избори, а потоа следи една жесток судир. Мораме да бидеме прилично цврсти во тој судир. Она што народот никогаш нема да ви прости, тоа е двосмисленост, ако процени дека се двоумите, hesitating, ако сте меки на некои линии, функционира така. Треба да создадеме прилично цврст судир со власта по сите линии, без никакви колебања. Тоа ќе создаде една клима, еден период на консолидација вистинска. Инаку
Инаку интересно е ова паралелно Венко да вели дека треба консензус да направиме за националните прашања и паралелно да го слушаме стратегот Фрчко како вели дека мора судир поштопото на секоја тема со власта. Патем, Венко консензусот го гради најавувајќи дека е спремен да се жртвува политички за да имаме бугарски диктат во устав. Инаку, чорба. Инаку, возможни се понуди за големи коалиции, бидејќи ова со Бугарија не ми е јасно како ќе излезе. Гладно пиле прососонувало, тај фрле голема ми коалиција. Решењето, независно како ќе го оцените францускиот предлог, е исклучително во национален интерес на македонците. Тука да нема дилема никаква. Кој го правил, како го правил, Бујар, не знам, Тачена, тој е направен во две точки, кај јазикот и кај националниот идентитет, апсолутно 100% интерес наш. Тука треба да го... Видиш, а ние глупи. Па во наш интерес бил францускиот предлог бе во кој се вклучени сите бугарски барања и после кој и ден денес бараат од нас да се редефинираме како модерни македонци и само да им дадеме простор на комшииве од внатре во уставот да продолжат со нивниот план дробење на ситно. Тоа било од национален интерес на македонците. Професоришче, немат што. А по него настапи и докторот. За крај, како шлак на тортата, од која не излезе заев. Ама истоко да излезе. Вистината е болна, но мора јасно и недвосмислено да се каже. Македонија не е горда, Македонија е понижена. Ау, докторе, сега ли дозна за името, идентитетот, историјата? А име мени? Добро, можно е сега да се освестил. Ајде да послушаме уште малку. А вистината е дека добивме влада, иста таква, каква што граѓаните со револуција еднаш сменија. Пестатива, бе, а тама мислев дека се ресетирал во главата. Не можам, бе, мајко му стара. Уште она куртонијада низ Скопје шарена, поддржана од велики брат, ја нарекува револуција. Па граѓаните со револуција смениле влада. И после вие со контраеволуција, според Дарвин, сменивте се што најдовте. Почнувајќи од шахтите по улиците со тие бруселиците во раце. Но да се нотира, и Венко се враќа во иднината, во 2015 година, кога ќе разберат дека е 2025 да не дојде 2036. За една година од оваа власт ни се случи најголемата трагедија во модерната историја на државата. Трагедија која можела да биде спречена доколку полицијата редовно и честно се вршела работата. Па да, неизбежно беше изгледа повторно да се политизира Кочани. Јас нема да навлегувам кој кога како се однесувал во тој случај. Детално анализиравме минатата недела. Обвинение поднесе обвинителот кој тие го бираа во собрание, но кога зборуваме веќе, ако веќе сакаш, за избегнување трагедии, што велиш, докторе, да поразговараме за трагедијата, која немаше веројатно да се случи ако државата не чуваше пациенти во модуларни болници без употребна дозвола кои се изградени од материјали кои изгореа како суво дрво. Мислам, кога веќе ни толку срам се нема некои теми од некои луѓе едноставно да се прескокнат. Чудесно, чудесно. Наместо заедно сите да се интегрираме, очигледно е ВМРО-ДПМН сака еден по еден да го бираме патот кон Европската унија. Или некои од нас и кон Унијата на балкански шеици во Дубај. Тоа е, нема секој златна шанса или виза. Владата одлучи секој сам да се снаоѓа. Додека секој од нив во власта има резервен пасош во джебот од соседните држави, за оние кои живеат тука и нема никаква алтернатива, оваа влада за една година не поднеди ништо. Аген, за втори пасош изборува дечкото со златна виза и план Б кој не е Брисел. Мора да поработите бе на изборот на говорници или пак на теми. Другари од СДСМ, мора малку, многу смеење ќе излезе вака. А нема смеење, не смее, нели? Режиме, заробена држава, Македонија понижена. И цената на срамот баја ги снижена. И така натака. Затоа, денес како и пред 80 години, кога хероите на Асном ја запишаа основата на македонската државност. СДСМ стои таму каде што од секојаш стоел на страна на граѓаните. Оние кои бришеа документи на Асном од уставот и оние против кои се бореа асномците, ги нарекоа административци, сега пак се едначат со асномците. Јас знам дека е човекот неврохирург, ама оваа операција тешко да му успее. Ама пробај, зошто да не? Вистината е дека така наречените обиди на владата
да е подобрат нашата преговарачка позиција се само една голема лага. Затоа што и јазикот и идентитетот се целосно потврдени и обезбедени во сите документи кои што ги изработи нашата влада. И ако јазикот и идентитетот биле обезбедени, зошто вие велите ќе поддржиме секакво подобро решение и ова беше најдоброто што можевме? Па што е подобро од тоа да е се заштитено? Да мамиш пак малку, море, докторе, не е убаво вака. Не е убаво. И повторно ќе го кажам тоа што го кажуваме, дека ќе го поддржиме било кој подобрен предлог кој што владата ќе го изработи. Ние направивме се. Ние повеќе од тоа не можевме да направиме, да испреговараме. Ние направивме се. Ние повеќе од тоа не можевме да направиме, да испреговараме. Нели? Чудно малку, така? Ама, добро. Не е чудно да е нешто чудно кога доаѓа од таа говорница и да завршиме во ист стил. Јасно е дека сето тоа е само една лажна заложба, сето е една пропаганда. Оваа влада не сака Македонија да ја види во Европската унија. Па да, тоа што не се прифаќа се со свитканата кичма поза на СДСМ, која пак е горда на сите предавства, тоа било јасен сигнал дека не сакала владата во Европската унија. Како, например, еве една аналогија. И оние во Грција и Бугарија, низ децениите наназад, кои биле иселувани или убивани затоа што не сакале да се откажат од тоа дека се македонци, може да кажеме и за нив по истава логика дека е јасно дека не сакале да живеат во ЕУ, според ова первертирана нелогика на моменталниот лидер на СДСМ. Што да кажам, освен доста е. Имаме ние и попаметни муабети за правење оваа вечер. Со големиот Ефтим Клетников. Ќе биде супер интересно, бидејќи вкрстуваме ставови на повеќе различни теми. Останете со нас, започнуваме веднаш. Вечерното шоу, четврточно издание, прво за оваа недела продолжува со разговорот во студио. После солиден број на месеци, не се сеќавам точно кога, но повторно во студиото на моje големо задоволство, а сигурен сум и на ваше, го имам големиот Ефтим Клетников. Добро вечер и добре дојде. Добро вечер. Добре најдов, ги поздравувам гледачите на Алфа телевизија. Не сме се видели одамна, имаме доста да си поприкажеме, но повода не причина за гледањето е нешто што се случи минатата недела. Ке тргнеме од промоцијата на едно ново дело кое што во коавторство со екс председателот на Ману Лјупчо Коцарев го издадовте заедно. Тоа е збирна така есеи. Да. Се вика Името, болка и екстаза. Така. Беше промовирана во Музеот на македонската борба, народски кажано музеј на ВМРО, на 18 јуни. Еве 8 дена подосна да направиме еден осврт, односно директно со тебе малку на пошироко да си поразговараме за ова дело. Ајде вака ќе почнем. Зошто болка и екстаза? Да, добро прашање, директно во срцевината, in medias res. Болка и екстаза затоа што не боли името до нас, што му се случувало. Почнувајќи од Букуреш навамо столетие, веќе ми 2 децении и 3, а посебно по Преспанскиот договор, кога ние отидовме во идентитетска смрт, кога бевме буквално погребани идентитетски во Преспа, на една помпезна свеченост, ритуална, обредна на Европската унија и Атина. И тоа е многу болно. Тоа е болка, тоа е колективна болка, колективна траума се вика, нанесена на еден цел колектив и колективната траума е еден од елементите за дефинирање на она што се вика геноцид. Тоа е и во документите на Обединетите нации фиксирана таа формулација колективна болка. Значи, тоа е болка, а екстаза е радоста од името. Без разлика колку боли, тоа е психолозите го викаат, психијатрите, трансценденција на болката во радост. Фактички, нашата радост извира од генезата на името, кој, знаете, неколку милионски
има неколку милионска хронолошка овака историја, како неедно друго име, јас би рекол, на светот, и за него сведочи највалидниот документ кој што е не само религиски, туку и антрополошки, социолошки, историски, како сакате, на западната цивилизација, тоа е Библијата со Стариот и Новиот Завет. И таму знаете дека нашето име се појавува уште во почетокот на Стариот Завет, во главата Битие, поточно во 10 стих, и од таму се провира како златна жица низ целата Библија од Стариот во Новиот Завет, влечејќи го целиот културно-цивилизацијски имот, ако можам така да речам, и со доаѓањето на апостол Павле во Македонија, да фактички апостол Павле во Македонија, како што знаете, е испратен директно вториот пат, кога тој сака да слезе во Витанија, првиот пат му се јавува Светиот Дух, продолжи, не си за тука, па потоа им вели на своите содружници тука сега во Витанија, во Мала Азија, едно градче, ама тогаш му се јавува Духот на Исус Христос. И му вели не тука. И потоа доаѓа, он го сретнува македонецот, кој му вика, дојди во Македонија, помогни ни. А сега во новите преводи на Библијата, ништејќи го тотално македонскиот идентитет, се прави фалсификат и место македонецот во преводите нови стои човек од Македонија, само да не е македонец, значи. Но што ми е зборот, бидејќи зборуваме? Значи, лично Исус Христос интервенира да дојде апостол Павле во Македонија. Тоа е запишано во дела апостолски. И мене често пати Богдан ме прашуваат, луѓето ме гледаат на телевизија, пишувам за болката и радоста на името за нашата судбина. Кој е спасот за Македонија? Како го гледате вие? И јас одговарам дека има две алтернативи. Првата е голема катастрофа, бидејќи ние излеговме од голема катастрофа со Втората светска војна, со коминтерната, бидејќи во големи катастрофи, во големи несреќи човекот се облагородува. Сите стануваат исти во болката, во несреќата, во трагедијата, и тогаш го огреа сонце македонскиот народ, нели? Тоа е едната алтернатива, може повторно ќе излеземе од катастрофа, ако се случи, а веќе светот е на работа. Тоа не значи пак дека јас посакувам катастрофа, но ако се работи за името и за Македонија, и ја посакувам, можам слободно да кажам, да, бидејќи тогаш пак ќе излезат нашите асномци кои ние ги згазивме, тотално ги пониживме, за жал. И втората варијанта за спас на Македонија, Бог, Господ. А знак за тоа е даден, бидејќи самиот Исус интервенира Павле да дојде во Македонија. И Македонија се покажува како најплодно почва за христијанството ширење, иако Запад само номинално го прифати христијанството, за жал си остана пагански, гледаме како е суров и какви зверства направи по Колумбу низ светот, се до ликвидацијата на Македонија. А што ми е поентата? Дека ако се случи голема катастрофа, пак ќе биде тоа според некоја Божја промисла, бидејќи и Библијата, Новиот Завет, завршува со голема битка, со Армагедон. И јас викам, не случајно се римува со Армакедон. Знаете, Армагедон, а тука го врзувам со тоа е парадоксално и многу феноменално, со еден лингвистички проект на Прашката лингвистичка школа. Јакобсон вели дека зборовите слични по звучност имаат нешто и слично по значење. Така да Армагедон може и ќе биде таа битка и битка за Македонија, бидејќи ако ја земете Европа, ќе видите дека Македонија во неа дала најмногу дарови и дала цивилизацијски дарови, а најмногу е ништена од оваа цивилизација и најмногу е праведна во делата што ги дала и во кроткост, во нејзиниот космополитизам.
оти види зошто е испратен Павле во Македонија. Јас стално се занимавам со Павле, дури некои ми велат и син ми вели, абе ти претеруваш со Павле, дај нешто друго. Ама Павле е многу важен и за нас и за Европа. Зошто е пратен имено од Македонија и интервенира лично Исус. Тоа е сте чуле од нашиве владици, попови тоа да го кажуваат, јас не сум чул, а треба тоа да се кажува. Пратен е затоа што во тоа време има две цивилизации кои се само две. Тоа е македонската, која веќе е падната од римјаните и римската. Меѓутоа постои таа македонска цивилизацијска психа на космополитизам, на љубов меѓу народите. Видете, она на француската револуција. Егалите, либерте, фратерните, братство, слобода, еднаквост. Фактички тоа е лозинката на античките македонци. На Александар, нели, он сегде кај што одел, признавал религија, признавал традиција, признавал јазик, значи... Тоа сега да прашам, дали веруваш во таа космополитска приказна околу Александар, бидејќи не се освојуваат земји со убави зборови, туку со битки и да надоврзам на библиските теми, често пати луѓето, еве и денес, атеистите, нели сакаат да ги предизвикаат верниците и да речат каде е вашиот Бог сега, кога се случуваат некакви зверства, кога гинат луѓе. Да, па, видите, Бог му дал на човекот слобода. Слободно битие, па и него и напуштањето на рајот според библиската приказна слободна волја. Затоа што слободната волја била тоа да го изберат гревот. Јас го ставам во наводници, мислам дека не е тоа грев, меѓутоа тоа е добре дојдено на теолозите да си ја покриваат приказната со гревот, бидејќи едноставно човекот отишел во слобода, тој бил спремен на ризик, да се соочи со непознатото, со тоа. Веројатно му било досадно во рај стално да шета низ градинката, да бере ружи и така натаму. Прашањето беше твое дали верувам во космополитизам на Александар, да, дека може светот со љубов да се освојува како што Исус тоа го проповедаше. Сега Нетањаху за Трамп вели мир преку сила, односно прво демонстрираш сила, па после доаѓа мирот. Да, па тоа е формулата на западната цивилизација на онеши. Дали била и на Александар се тоа? Не била, именно тоа. Значи, Александар, да се разбереме, бил воин. И тој, ако му се спротиставиш, мавал со меч. Он водел битки. Судари водел, сигурно паджале глави тука. Тука сме на истиот реон сега, зборуваме за освојувачи на Персија, односно на Иран. Значи, јас имам читано дека тоа било војската на Александар од прилика околу 50.000, за разлика од Надарија околу 30.000, меѓутоа македонците биле многу храбри, имал таква тактика со коњицата Александар да ги навлече да бидат спроти сонцето и така натаму, биле невидена храброст имале тие војни. Исто во Феникија или кај беше дека кога му се спротиставиле, тој има распнато 2-3.000. Не бил тој овака. Меѓутоа, само ако му се спротиставиле, а многу народи не се спротиставувале главно на исток, бидејќи знаеле дека доаѓа еден водач кој нуди се, кој нуди правда, кој ги третира подеднакво со себе тие освоените, така да позната е приказната кога тој влегува во Ерусалим, нели? Кога евреите смртно се исплашиле, сега што ќе биде? Меѓутоа, он влегол во храмот еврејски во Ерусалим и му се поклонил на Јахве и им рекол на евреите, тоа е мој Бог. Значи, да се вратам на ова, зошто е пратен од озгоре, од небото Павле, точно затоа што македонскиот концепт на космополитизам, на еднаквост меѓу народите, на почитување, да се владее светот со љубов и со добра волја, со еден ентузијазам на широка душа, додека Римската империја била етноцентрична. Значи, националистичка со модерни зборови,
И таа е империја на висока култура, екстремно висока култура, филозофи, вајари, сликари, поети и така, и екстремно високо варварство, пазите. Тоа се два елементи на секоја цивилизација. Тоа е парот, основниот пар, култура, варварство. Сега, ако си ги ставиш на тасот во Римската империја, културата и варварството, зашал варварството скокнува. Значи, нивните арени, Колосеумот се познат каде што луѓето, робовите ги фрлале во устата на зверовите, нели? Да. И јас сега од тоа... И народот аплаудирал и се веселил. Сега, знаете кај е сега Колосеумот во европската цивилизација денес? Македонија. Јас изведувам една таква слика по аналогија. Без разлика што тука се работи за идентитетско фрлање во устата на зверот, устата на зверот и македонците се фрлени устата во на зверот и Атина. Во тој еве ги аналогиите, сосема држат. А овај ги фрла Европската унија, Европа. Пазете, Европска унија, кога велам јас, подразбирам само колонијалистичките држави на Европа. Тие се Европската унија. Не сме, Чешка и Словачка се во Европа, и Полска, а тие не биле колонијалистички. Европска унија е ставено тоа како маска да ги покрие своите злосторства. Значи, зборот ми е дека тој менталитет суров на Римската империја, на римската колективна душа, така е да се изразам спиритуално, малку антрополошки, го презема, го прекопира Западна Европа. Таа е римска во менталитетот. Гледате колку е европското варварство, наследено од Римската империја, почнува уште во 12 век, кога почнува парадоксално и романтизмот со европски, со трубадурите. Тогаш се појавуват, почнува со темпларите, кои одат во Божем да го освојат Ерусалим, а фактички нивната цел е да го плјачкаат, а потоа одат и до Константинопол, прават ршум, плјачкаат, па потоа доаѓаат крстоносците, па по нив конквистадорите, па по нив европските фашисти, кои ние македонците денес убаво ги почувствувавме. Морам да зборувам јас со директни зборови и загледачите и така и пишувам јас. Без овака. И значи, но да не заборавам, една дигресија за мене е многу чудно, а и феноменално е дека, иако Римската империја била во Италија, нели? Да. Тој менталитет низевен суров како да ги прескокнал италијанците. Италијанците во психата ја немаат има објаснува, ја немаат суровата римска психа. Знаете, еве, тие и кога биле како во Втората светска војна, мојот пријател, сега покоен Методија Фотев, како дете ги доживеал и во своите романи ги опишува италијанските војници, вика, тие беа бомби авани, вика, боеми, бара, кафеали, жени, не ги интересираше војната за разлика од другите. Од Вермахтот. Значи, но тоа е друга приказна. Италија е населена по Тројанската војна со тројанци и етрурци. Етрурската култура тамо е таа, Скопините докажуват, така да тоа ќе го сретнете и кај Вергилий и Овидеј кои кажуваат дека се нешто подобро. Кој ти објаснувањето за топлокрвноста и за овој парадокс? Па она е населена претежно со тројанци по ова, масовно преселување. Тоа е историски познато и се говори. И зошто значи е пратен Павле во Македонија? Затоа што македонската психа, на македонската цивилизација била неспоредливо многу поблиску до концептот на Исус да се владее со човекот и светот со љубов, да се таа линија Богдан на таа идеја македонска од Александар до денес иде. Еве го Гоце. Јас светот го разбирам некако поле за војна, како што го разбираат сега Трамп, Нетањаху,
англосаксонците сега во Европската унија, французи, макарони, така Па и на украинско поле има. Така туку јас светот го разбирам како поле за културен надпревар меѓу народите. Културниот надпревар опфаќа и љубов, широка душа и така натаму. Се докаде не доведе тоа ефтин, не доведе до тоа да еве денеска 7 години после Преспа, нели, болка и екстаза, да си ги поставиме тие прашања, која е користа од дали е возможно дали е возможно да функционира тој концепт, а за после да зборувам и за користа од него. Дали тој може да се отелотвори некогаш во реалниот живот или е осуден да остане во делата твои, мои, нели, во делата на уметниците? Мислиш на концептот да владее правото, како што велат политичарите. Во суштина да владее. Но правото може да владее и со и по, не знам, Хамураби или со други методи. Намерно го спомнав поимот право за да видиме што правиме со така нареченото меѓународно право кое го верглаат и нашите политичари. И денес на најбрутален начин гледаме дека не постои. Знаете, имаше пред Иво Нова Македонија го пренесе едно интервју на онај паметниот, екстра паметниот американец, професорот на Колумбија, универзитетот Џефри Сакс, од белградска политика интервју, кој каже едно време исто во едно интервју дека србите не биле бомбардирани за да се спаси Косово, да направат, туку да се изгради американска база. Тој е човек кој ги открива, ги детектира овие не раните, туку овие идиотизмот на западната цивилизација. Па и од Кина скоро и се обрати на Европа дека Кина вели немала 600 години војна. Пазите, 6 столетија во последното време. А колкава држава? Еднаш го нападнал. Можела се да сгази околу себе да освои. Меѓутоа, таа го има наследено духот на Конфуци, Лао Цзе за мир, за ова. Онашо македонците исто до денес го наследиле и затоа се столчени. Оти космополитизмот и љубовта не владее во овој свет, владее суровоста, Богдан, и ние го тоа почувствувавме баш во ова така наречена самопофалена ариевска европска цивилизација. Европа денес не е поинаква Европската унија од ариевскиот концепт на Хитлер, пази. Апсолутно само во кој смисол? Па во смислот бидејќи сериозна аналогија, сакам да објасниш за да разберат луѓето. Зошто е ариевски денес? Каде ги гледаш ти сличностите? А видете, Хитлер една аналогија меѓу Хитлеровиот ариевизам и денешниот на Европската унија, која, пази, јас ја дистанцирам од другите европски нации кои не биле колонијалистички, немаат инстинкт за грабеж. Добро. Колонијалистичките нации на Европа, кои од Колумбо навамо го плячкале светот, ништеле цели цивилизации и денес го имаат тој инстинкт за грабеж. Па доскоро белгијанци им ги сечеа прсите Леополд, нивниот крал на конгоанциве, за да им ги оплячка диамантите со кои го крена блеска во Брисел и така и евро и денес Африка е експлоатирана и така натаму. Значи ариевизмот на Хитлер е исклучиво сконцентриран на неговиот народ, на германската раса, знаеш. Така, дека е така. И тој и така градеше монументи. Тој беше монументалиста, неговите споменици, градби, што ги изведуваше неговите архитекти. Тие беа... Алберт Шпер. Шпер, да. И меѓутоа, сега на Европската унија скриена под таа маска за да се скрие, за да ги скрие своите историски злосторства, нели? Таа се смета исто за надцивилизација. И денес, знаеш, како супер држава, како супер култура, како нешто што ги завела демократиите низ Африка, низ светот, и тој нејзин комплекс ариевски е до денес. И ние македонците го чувствуваме. Таа го проектира на малите нации. Таа го проектира тој ариевизам, ако сакаш, на Балканот денес.
Зошто го држи Балканот како слепо европско црево? Па Балканот врие од таленти, од креативна енергија, да не набројувам во науката, во литературата, во филозофијата, ако сакате во се. Балканот е витален и биолошки, без разлика парадите што не ги буткаа на гордост овде и така. Во сите елементи Балканот е многу здраво и енергетско подрачје, а тие го држат се уште како колонија. Ги примеа бугарите и романците за да ги потиснат русите на границата и така натаму без никакви, а не држат нас. Тоа е ариевизмот, бидејќи тие се научени да го светот... Мислиш дека се сметаат себе си за супер раса, некои од нив? Да. Особено оние што ја водат. Од Колумбо навамо, види. Од Колумбо, неговото откритие на Америка е 1492 година. Така мислам. Само за неколку децении, 30-40 години најмалку, тие збришуваат конквистадорите цели неколку цивилизации во Јужна Америка. И тоа со високо развиена култура, математичари, астролози, уметници и така натаму. Инки, ацтеки и толтеци. Тие се запоставени малку, па после поминуваат да освојуваат цели континенти, Африка, па се до Јужно-Азискиот Пацифик, па дури и Кина една огромен джин е колонизирана едно време од англосаксонците, нели Хонг-Конг, па тука учествуваат и португалците и французите во тоа, во позади на американците, па Индија, знаеш, Индија, Англија ја држи цели 3 столетија и ја плячка. И тие се толку перфидни, например, јас ги читав мемуарите на Черчил и пишував за нив неколку колумни. Тој има една перфиден изговор дека демек западната цивилизација одела во тие авантури за да создава стабилни системи. Знаеш, као демек демократија. Не е тоа слично со Александар? Барем на ниво на амбиција зборувам се. Сакам да предизвикам се. Тоа е изговор за да се плячкат тие. Што направија тие со тие стабилни системи. Да, добро, и Америка на истокот интервенираше демократија да донесе, особено во земјите кои што има богати енергетски ресурси. Така? Да, ама Богдан... Ако немаш нафта, нема демократија. Богдан, ќе се види таа цивилизацијска суровост на Западот, на Америка. Денес лицето го покажува без маска никаква, Ефтим. Да, дури ни маска нема. Нема. Во еден момент вика не е лошо да се смени режимот во Иран, утре дента ја завршил работата и вика да живее Иран, God bless Израел, God bless Iran. И си викаш, мајко му стара, што е ова? Односно, тоа е како, не знам, како, Трамп, пример да ги слуша наши разговори и вика да бе, па вака треба отворено со луѓето да се зборува и да се делува. Да. Но нели зборувавме за Черчил, па тој опишувал што тоа значи. Замислувам како Трамп би го прокоментирал Черчил. Черчил ги бомбардираше, ги убиваше нашите деца во Беломорска Македонија. За интерес, исто. Нели за да го спаси грчкиот монархофашизам кој и денес на дело. Ама не од љубов, не од симпатија, не затоа што верувал во онаа приказна што ја измислиле сонародниците на Черчил, како Бајрон и другите романтичари кои митот за Грција го поставуваат на врвот на тој културолошки трансформативен процес, нели, кога е потребна една таква приказна. Тоа е пак за да се избрише Македонија како идентитет. Види, сме немале среќа. Можеби ако ја одбереле Македонија, нели, грците денески се буне и така. Египтјаните што да кажат? Исто врвни во науката, во математиката, ама не, нели, Питагора е поважен од нив. Така некој некогаш одлучил и историските книги и така натаму. Египетската цивилизација е многу по-джиновски, по-вака... Да, но никој не ја поставил дека е колевка на цивилизацијата. Има некој, например, еден филозоф германски кој е малку турнат настрана, ама кој е сјаен, Освалд Шпенглер, кој ја напише книгата Пропаста на Западот, пророчка книга, он пророкува дека и Западот ќе пропадне, кој што кога говори за египетската цивилизација, паралелно, компаративно со
старогрчката, египетската ја става на ниво на джин, а грчката стара на ниво на џуџе. Така да има контра, меѓутоа Зборуваме за доминантниот наратив. Зборот ми беше за демократија, го спомнавме, еден збор со кој оперира западната цивилизација на многу перверзен начин и кон нас, нели? Демократија, нас не толчат на посите во геноцид. Значи, зборот демократија според мене е најопасниот збор кога ќе се изговори на Запад, посебно во Америка. Тогаш знаеш дека летаат бомбардери полни со смрт некаде. Се изговори зборот демократија за Ирак. Отиде Ирак. Се изговори зборот демократија за Авганистан, за вамо таму лета. Што комплицирана е таа прика? Се изговори зборот демократија и за Србија, 87 дена ја бомбардира 19 силни нации, што е срам за цивилизацијата и така. Без одлука на Советот за безбедност. Значи, сега доаѓаме со се ова до македонската судбина со Западот, со Европа, со нашите стратешки партнери, Европската унија, Америка. Тоа ни се во споредба на ова што ни се случува, тоа е моје лично мислење, тоа ни се антипартнери. Зошто? Ќе видиме време да покаже. Тие по Колумбу за само неколку децении уништија неколку цивилизации. Сега, Македонија е случај прв во историјата на европската цивилизација, каде што Европа, сега со помош и на Америка, бидејќи јас ја викам сега оваа цивилизација беше порано европска, од Хирошима наваму, тоа е евроамериканска цивилизација. Знаеш, со бомбите на Хирошима настапи на сцена американскиот фашизам. Јас тоа го кажувам и можем да го објаснам и сум пишала за тоа, но потоа ако те интересира за тоа, но значи ме интересира, не сега да прекинувам. Прв пат во историјата на западната цивилизација за која јас велам не може да ја спаси Шекспир затоа што е варварско. Отива на запад, Господ даде големи гении. Да. Гении, научници, знаеш, ама варварството на таа цивилизација одскокнува од културата. За жал, како и во Римската империја. Значи, што ми беше зборот? По овие погибии низ светот од европската, западната цивилизација, сега евроамериканска, значи, Македонија е првиот пример каде таа посегнува кон геноцид на цел еден народ, македонскиот, пазете. И зошто е тоа геноцид? Се уште кај нас не го сваќаат тоа, јас сум разговарал со академици, со универзитетски професори, со така луѓе од високата сфера на интелектот, да речеме. Знаете како јас сум со пена на устата, не може да им докаже, не знаат што е тоа име, не знаат што е тоа идентитет, онтологија на идентитетот. Јас еднаш со Фрчковски на една дебата, човек, професор на правниот факултет, не знае што е тоа име и идентитет, еве. Сега можеме слушат, но јас бевта се изненади кога ми. Он вика, па што е? Тоа исто вика, Социјалистичка република Македонија беше па Северна република. И ја му реков, како викам, вие што им предавате на вашите студенти? Не ли тоа не знаете што е тоа име, идентитет? Социјалистичка република Македонија е одредница за државното уредување. Државност и така натаму. Не, а викам, името е онтологија. Сврзано е со битието, самото битие име, и не сакав да му објаснувам за историјата на името, од магиските култури, од Библијата дури, од Бог. Името е Бог, ако сакаме. Тоа е така. Значи, зборот ми беше дека прв пат, дека не овај народ се уште и политичариве наши, не им е јасно што е тоа идентитетски ге. Јас многу пати имам една книга, многу драгоцена, од француски антрополог Луи Ван Сен Тома, двотомна, преведена во Белград во просвета, 80-тите години од минатиот век, антропологија на смртта.
Пазете, тој ги има како француски антрополог опишано до детал сите геноциди, да не испадне дека ефтим ја мрази Европа. Цитирам еден француски антрополог кој најжестоко го открива суровото цивилизацијско лице на таа. Ти ја мразиш декаденцијата. Така. И значи, тој вели дека нема пострашна смрт од идентитетската смрт на еден народ. Затоа што физичката смрт, да го спомнеме, Грефие, Палестина сега што ја ништат, купишта деца убиваат, зверски израелците денес за самодневно, тие ќе преживеат. И сега нивните мајки палестинските раѓаат како нашите. Не може да се убие еден физички еден цел народ. Курдите ги маваат, деноночно постојат. Ама курдите се курди. Никој не им го негира дека постојат, дека имат нас ни негираат, нас не ништат во меморијата, велат вие сте ништо, го прифаќаат на бугарската зверска државна политика концептот дека ние сме нова нација, модерна, после 45 години така. Тоа Европа го прави. Значи, Европа направи идентитетски геноцид и за тоа таа ќе биде осудена низ вековите и не може да се скрие од тоа. Тоа е друго што тие го направија тоа перверзно, најдоа 23 идиоти политичари наши, со едно пенкало се избриша се, ама притисокот беше, се гледаше дека се доаѓа со години, така вршеа притисок, се заканува и така натаму. Како се успева во еден народ стално да се најдат два-тројца такви? И дали во сите народи? Не се два-тројца, Богдан, целиот парламент на овие. Па дојдоа и од ДПМН некои зедоа со уцени, нели, па им ги простија криминалите и така. Се тоа, нели, Јоханес Хан, челник тогаш на Европската унија, балкански начин, а на балканците Европа им ги префрла сите своји мани. Тоа во психологијата и кај Фройд и кај Јунг се вика проекција, кога своите мани ги проектираш на друг. Европа го измисли садизмот. Маркиз де Сад, кој е и сјаен филозоф, не им е познато на многу. Така не го познаваат само како порнограф, ама он е и сјаен филозоф. Тие што го познаваат. Она го измисли садизмот. Балканците се садисти. Па дури и мазохисти се балканците. А баронот Мазох е германец. Она го измисли шовинизмот и Франција е шовинистичка. Генерал Шовен. Балканците шовинисти, македонци. Они и така натаму, така да и тоа балканскиот начин и европски начин. Фактички Европа работи по тој принцип, конкретно и со Македонија и со Балкан. Ево, деновиве беше, како да кажам, неверојатно фасцинантно идиотски оној обид на тој шеф на пратеничка група, нели знам што бил, германецот, што викаше да, како во се прости на софра вицот, само главчето, односно вика, само вика една само модерно да стои пред македонски јазик. Само модерно вика нека стои. И чекај се, тоа го кажува човек, сигурно има тој 57-8 години, можеби 60, можеби е постар, не знам. Не се точно ликот така, му го избришав од кратката меморија бидејќи ме изнервира многу. Но каква е таа дрскост или ако сакам да се обидам да го разберам, бидејќи можеби е толку игнорантски настроен, кон нас и ситера само некаква политика договарана по некои ходници без суштински да влезе. Но не е возможно. Македонија е тема низ куларите на Европа 30 и кусур години. Не е возможно да немаш сензибилитет некаков. Мислам, ние знаеме за поделбата во Белгија, вака, барем основни контури, кои култури, како се судираат таму и така. Мора да знаете тие за тука. Да кажеш ти, само модерен да ставиме. Тоа е брутално признавање дека има обид за вршење на идентитетски геноцид, односно етноцид. Да, добро го дефинира ова дрскост, но јас мислам дека тука дури ни за дрскост не се работи. Тука се работи за идиотизам.
за малоумност. Ние гледаме и какви се типови ни доаѓа полуинтелигентни до малоумност од Брисел овде, да ни па на часовникот гледа, некои ни го покажува времето, знаеш, како да сме ние мајмуни. Да сме некоја и тоа е ариевизам. Тие нас не гледат како пониска раса некоја. И така. Значи, видете, тие луѓе таму во тој Европски парламент, што знам ја, други тие нивни што ги имат институции, тела, таму тие луѓе земаат по 10 на 20.000 евра плата месечна. И види, кога бугарите, тие двајца бугари кои имат клиничка шизофренија, не е тоа само. Тие се луѓе кои овака имаат симптоми на хистерија, сум ги гледал ја на ова, значи клинички случаи се двајцата Ковачев и кој беше таму? Џамбаски. И сега, ако имаат малку морален критериум во себе, а моралниот критериум е и критериум и на интелигенција, ако така да. Значи, ќе седнат, ќе пролистаат некои, има фактографии за историски документи, валидни, така, и да си го заработат честно левот, да видат дали е конструкт овај народ или има некој идентитет. Па може Библијата да ја видат и безбожници да се треба научи. После овај, да речеме, Кирил и Методи, од кој почнува грабежот бугарски. Има апсолутно податоци јасни како ден дека Кирил и Методи, например, никогаш не стапнале на бугарска територија и немале никаков допир со бугарите. Така е. Има јасни овака и дека бугарите го примаат христијанството од македонците, од македонската култура, едно 2,5-3 децении по Моравската мисија, 878, мислам, од цар Борис Покрстен и христијанизиран со колеш на сите што не го признавале, не ја признавале новата вера. Бојарите и така натаму, така да. Боилите, односно. Тоа е. И сега прашањето е зошто, метафизичко дури прашање, зошто Европа веќе, почнувајќи од Берлинскиот конгрес, 1878, мислам, каде што се формирани, закрепнати балканските држави, а е оставен празен простор Македонија и тоа е смислено оставен за идните овака подмирување на тие нивни кербери балкански. Англичаните се со грците, французите со србите, русите со бугарите, германците и така натаму. И посебно почнува тој план за ништење на македонците на најсуров начин да се спроведува по Букуреш 1913, кога македонците се фрлени во устата на војната, на гибелта со балканските војни и со Првата светска војна. И знаете, тогаш нашиот народ, кој е длабоко умен и интелигентен, ја дефинира психијатриски Европа. Проклета да си Европа блудница вавилонска. Што мислиш, тоа случајно ја испеал таа песна и тоа и до денес важи. Брисел денес за нас, јас зборувам за Европа од наше македонско искуство. Бугарите и грците ќе зборуваат за Европа како нешто златно, цивилизација, нормално. Околу нас Европа е крајно варварска. И еве, не можеше таа да не уништи физички. Блеснавме во Југославија, каде имавме признаен идентитет, овака имаше и таму незгодни за македонизмот, но во споредба со ова што се случува од 90-тите години наваму, тоа е песна. А кога нас фактички ни зададе геноциден удар идентитетски, не е преспад 2018 година, не. Тоа е Лисабонската декларација, тоа е првата преспа. Ние ја преспавме тука, така речено. Тавтолошки никој, ни влада, ни нашите челници, ни
интелектуалци, Тогаш ништо не знам не. дали била експертската или првата влада на Бранко. Без разлика. но- И сега не сме чули од нашиве челници сега да се спомне Преспанскиот договор. Значи, Преспанскиот? ние немаме свеза, ние сакаме мирно да владееме, да бидеме Во однос комотни. на Преспа ставот спомнате она што јас сум Не го знам. фатил, но на ниво на грда реалност која што треба да се стремиме да се смени. Но идентитетските теми се адресираат постојано, па и овој срам на тој германски европратеник за кој што зборувавме, но 93-та, да, добро подсети, бидејќи тоа е бесрамен обид, нели, тој е документ официјален, Тоа официјален во кој што се е препорачува геноциден елиминирање на името документ. Македонија од името на на Република Македонија. Ние требаше да се бориме веднаш. Нам ни требаат. Ние сме мал народ. Меѓународно право велиме на наша страна. Јас со еден мој пријател постојано спорам, тој е правник и тоа многу добар правник. Мора да верува во право. Ама среќа е дека вели дека меѓународното право за нас не постои. Тоа е пак за некоја голема мафија меѓународна. Тоа постои за оние кои кажа, што ева, му јас одговара. не знам, Џефри им Сакс, одговара, мислам, да. не стигнав да кажам во интервјуто за белградска Да. политика, тој рече дека Европската Унија и Америка ги убиваат Обединетите нации и меѓународното право. Не е тоа било кој, Џефри Сакс, кој ја А добро, знае. што вели за Путин во Украина, Џефри Сакс? Не знам за тоа. Зашто? Не, да не испадне. Подсете ме, не знам. Не знам ни јас, бидејќи правото се крши на доста точки. Ако сакаш за Украина, ќе зборуваме. Јас Зошто мислам, да и Русија, тоа не е судир во основа, есенцијално гледано од сите аспекти, не е судир на Русија и Украина, таку на Русија и НАТО. Тоа е И така. за жал, украинците се војници на НАТО и не знам дали еден ден. Тоа е греоте, тоа е братски народ. Тие не се братучеди, браќа се. Ние знаеме и за Киевска Русија. Бидејќи ефтин, не со намера да фронтот да го преместувам, но бидејќи Јас за зборуваме за Путин не мислам лошо. бидејќи зборуваме за Ако сакате ако сакаш. не За инсистирам. Зеленски, да, Путин си ја брани може и словенската цивилизација од налетот на Запад. Мора подлабоко да се Ама така анализира може тие. и- Барбароса, нели? Тоа актуализација на планот на Хитлер за нештење на словените. Ако се поставуваме паралели, така и Израел има свое објаснување зашто ги прави пепел и жени и деца во Газа. Секој има некакво објаснување некојаш, но затоа зборуваме за концептот на на право. Право, така генерално. И во идеален свет правото За би нас не функционирало постои македонците, Да, но меѓународното дали право. за некого Нити се постои? бориме за Знаеш него. зошто сакам да поразговараме за ова? Да. За да или да не си гаиме илузии, ако не постои, па да размислуваме на алтернативен начин, како ние да дојдеме во точка да изградиме таква стратегија, политика, да правото, кое што не постои, биде од наш. Нели? Не постои за непостоење, ама подобро да не постои за другите отколку за нас, нели? Бидејќи секој си тргнува од најголем дел од луѓето, нели, од својот личен интерес. Односно интересот на својот колектив, нели? Немам емпатија јас кон грците и нивните емоции кога е во прашање името Македонија, бидејќи имам љубов кон името и кон мојот народ, така и кон луѓето што живеат тука. Но зошто го зборувам ова? Ние прво ги добивме на меѓународен суд во Хаг во 2011 година. Дали имаше правна сила таа одлука? Немаше никаква. Еве денес имаме уште еден пример е само, како Србија 99-та сега, нели? Америка бомбардира во Иран или не знам, како што кажа претходно, Русија влегува во Украина. Не е важно. Секој си го толкува без одлука на Совет за безбедност на Обединети нации и така натака. И ти во еден момент викаш, чекај, не постои. Ево, ние имаме 2% доверба, нели? Беше 2, може би сега е 2,7 или 3,1, не знам. Што само се шегувам, нели, за бедотијата во судско-обвинителскиот систем.
имаш на светско ниво прилики каде што буквално вака гледаме едно реалити шоу во кое што сваќаш дека не постои онака како што го замислуваме. Тоа право на аргументи и на факти, туку постои само правото на силата. Односно, во право е оној кој што е посилен од другиот. Кон што треба да се стремиме? Возможно е да се ресетира мајндсетот на или балансот е толку стежнат на страна на варварите, како во концептот на Рим, и нема назад, па сега треба и ние да се поварваросуваме. Па, во однос на Македонија, бидејќи станува збор за детекција на нашиот проблем, мислам, прво, ние сме страшно разединети. Земи и партиски, ВМРО, ДПМН и СДСМ. Че се изедат. Нема тие две партии консензус по македонското прашање, како што имаат албанциве и овде, и во Тирана, и во Косово консензус. Че се изедат, живи може, че се изедат за фотелји, ама значи нешто треба. Ама тие регионално действуваат. Прво е тука болен проблемот. Она Гоце рече, плюс нема ни еден народ толку предавници колку македонците. Една диагноза, за жал, која се покажа. Може би не се предавници, може би не разбирате, Фршко го спомна. Второ, Богдан, ние сме мало народче. Од голема империја, скусувано, по дел, доведени сме сега со една цигара да испушиш, ја поминуваш Македонија, така метафорично речено. И ако ја земеш картата на Македонија, јас сум посматрал, езерата, не ни се, морето ни го зема и езерата не им дава овака срце да ги... Дури и до Иранското езеро, кое колко едно котле. И тоа е, па ќе го исушаа Грци, знаеш кога едно време беше, за да немаме ни малце, да сватиш, да патиш рибче колку за една тава. Ето, значи, многу сме мали. И ние мораме да играме и политички, и дипломатски на поширок простор. Како Србија? Ние сме, така да не речам, овака шизофрени, упатени само во правец на Западот, Евроамерика. Ништо друго не гледаме. Ние гледаме во Путин, политички гледаме некој негативец на Русија, па русофобијата ни ја наметна наидиотски. Не, тоа е глупост. И така, па сакам да кажам, како и израелофобијата ради... Ја би го рекол албанско-бугарски министер Бујар Османи, бидејќи он не работеше воопшто за нас, он работеше против Македонија, се пофали дека 5-16 руски дипломанти и така натаму протерал од тука. Имаше еден, не можам сега баш да се сетам на неговото име, историчар од Оксфорд, кој му излезе тука книга, беше промовиран и го слушав на телевизија, не знам дали на Алфа беше или на Телма, седно, кој тој ни покажува, вели, русите ви се пријатели вас и многу се важни стратешки за вас и треба вие со нив да имате Ние не. Денес да. Сега, ние бараме стратешки партнер во англичани, во американци, во некои. А русите не смееме да ги спомнеме. Па Кина, не 6 милиарди. Кина ќе ни дадеше 60 милиарди по поволни цени. И така над. Така мислам. Еден ризик да ја продолжам емисијава за саат и пол, а имаме уште 25-6 минути. Но прашањето ќе биде каде се русите, бе, ефтин мајко му стара? Што ги нема, ако толку многу не сакаат и сакаат да ни помогнат? Затоа реков, рискантно е, ова може да продолжи 90 минути, но некојаш може и наменски да направиме чисто, бидејќи покрај русофобијата, која што е наметнувана. Ќе одговорам на прашањето. Како контрреакција, само уште ова, постои и американофобија, која што е како реакција на русофобијата, а не се исправни во својата бит ни едната ни другата. Нели, за одлуките на политички центри сега или во минатото да стекнуваш фобија кон цел еден народ, па и неговите првенти не. Ти честно ги цитираш и западните филозофи, што би кажал, еве, ние за декадентниот Рим, во исто време ако зборуваме за еден Микеланджело или за Да Винчи, така.
Добро, сака за Русиве нешто да кажам, бидејќи така, да не испадне дека јас па ги знам маните на русите и нивниот однос кон Македонија. Бугарија, Во Царс, да. Чекај Бугарија, Сан Стефано, им требаше Бугарија и Србија не ја третира добро. Повеќе од добро. нас, да знаеш. Добро. И денеска им треба повеќе од нас. Да. Ако решат пак им треба, ама тие не отпишале Македонија, да знаеш, ни Путин. Путин има еден податок, ја го знам изворно, од руски извор, официјален, дека Русија беше спремна во Обединетите нации со правен тим со ова да реагира за името. Заднеја че застанеше и Кина, требаше нашиот преседател бивши, знаеш кој е, кој беше во Русија, па му дадоа почести по почесен професор на Ломоносов, па го прими Путин, па му рече писменоста па збесна бугарите, тоа не е, пазите, да рече Путин. Значи, тука е Македонија во фокус. И овај него даде председателот името да се ситуацијата со името да се разгледува во ООН. Требаше он да даде. Избега, дали му се заканале, дали, јас тоа го знам. Може ли сами да потегнат? Сега не сакам имиња да зборам, телевизија тоа сега. Може ли сами да сега. Русија има страшни гревови кон Македонија, но тоа е царска Русија, пази, треба да. Не, и тоа не е дури ни Русија на Петар Велики и Катерина Велика. Петар Велики не случајно може би ја имал картата на Александар Македонски во својот кабинет. Познато е тоа. Но Русија која немала никаков слух за нас и ни правела бели, тоа е царска Русија на ова царска овака растурена во тој евробордел од Романови. Романови кои дури беа толку умни да ја продадоа Аљаска на американците за $1 И што ќе бараме ние? Тоа е друга, сега Русија друга. Па сега и онај потегот на признавањето на Македонската црква што идеше преку Србија, диктирано од Москва, тоа говори за нешто. Значи, ние ја одбивме таа. Значи, беше подготвен терен Русија да интервенира во Обединетите нации, да ја раскринка таа криминална сторија на Европа со македонскиот идентитетски паси. Потоа, Марија Захарова лично рече дека Русија, нивната порукава, дека Русија на Балканот не се откажала од Македонија, Србија, Црна Гора и Босна. Дека, и сега не знам со Трамп, наравно еден западен весник пишуваше... Ќе се вратиме на Јалта на крај. Дека Европа Трамп и ја остава на Русија под руско влијание. И тоа, ако се случи, за нас е бенефитно во една констелација. Вчера рекол едно, денес друго, утре трето. Значи, ние треба да имаме пријатели плюс за да се штитиме русите, да не ги, кинезите исто не ги играме воопшто. А тоа се... Ние може, нека не се пријатели, не. И американци уште поубаво. И англичани, ама да не ставаме остра граница. Знаеш што ме нервира, Ефтим? Јас кога ја забранија Russia Today, јас барав да ја гледам. Затоа што прво сакам да видам како размислуваат, како тие својата пропаганда ја водат и второ не верувам во цензура. Западот ја забрани Russia Today, ама Русија не забрани ни еден западен медиум. Ева ја демократија. Не е докреточно тоа, бидејќи Русија воведуваше рестрикции, мислам и кон Телеграм групите, кон Рамбол на Крис Павловски, знам дека има... Нормално се хити. Иако статистиките ги знам во Британија колку се казнети за мислење, социјални мрежи и така натака, но еве деновиве Ал Джазира сакав да гледам повеќе од гледав и Fox News, гледав и CNN, но сакав на Ал Джазира да видам, да чујам од терен како реагира, што известува, што им е важно и така натака. Цензурата е не е просто одлика на ниту едно демократско општество
и све. Да, ама има нешто поопасно од цензурата, автоцензурата, а тоа македонците во обилност ја имаат. И од политичарите до интелектуалците. Добар вовед во... Добро, политиката има објаснување стално, ке рече тоа е политика и така натака. Но сакам да дојдеме во последниве 15 на минути до резолуцијата. Да. Значи, фактички, на крајот на емисијата ќе заклучиме дека уште сме во воведниот дел на емисијата, но убави се. Цело време фактички разговаравме ние и индиректно да дојдеме до тој проблем. И сега, на денот на промоција на книгата Името, болка и екстаза, на твоја и на академик Коцарев, беше даден предлог, ако не грешам така, 18 јуни, ден по Преспа, да биде прогласен за ден за осуда и спречување на геноцидот врз македонците. Може ли ми кажеш сега нешто повеќе околу оваа резолуција? Да, можам, бидејќи и Коцарев и јас учествувавме скоро година дена околу таа идеја, ни се придружија некои интелектуалци така натаму. Веднаш можам да кажам дека таа и таква резолуција требаше веднаш по Преспа кај властите сега, но еве интелектуалци, некоја група мала ја донесува, никогаш не е доцна, иако таа резолуција требаше да се појави веднаш по Лисабонската нацифашистичка европска декларација. Тогаш беше Преспа. И денес тоа не го сваќаме. Значи, прво за насловот на резолуцијата, резолуција за осуда и спречување на така малце збунува насловот за осуда, бидејќи за осуда од 1913 година до сега се врши и продолжува геноцидот. Затоа и за да се спречи понатамошниот тек на македонскиот геноцид и ние сме при крај на тотално исчезнување мемориско, ако се наметне со сила пак било каква со потписи, со пенкало да се избрише од Кирил. Бидејќи античката меморија и се даде на Грција. Сега Европа мака мачи другата меморија од Кирил и Методи навамо македонска да и се даде на Бугарија. И еве го современиот јазик на тој дебил германецот што вика што е тоа или така и тие низ Европа тамо што седат што земат по 20.000 евра за да ништат еден народ кој има дадено и на западната цивилизација горе. Значи, тоа е резолуцијата. Таа резолуција треба да ја најде патеката до Обединетите нации. Каков е тој пат? Тој пат е таа резолуција веќе ќе биде во најскоро време предадена до владата и парламентот на Република Македонија и таму треба да се разгледува по дефиниција, нели? Па ќе видиме сега дали ќе освои владата таа, бидејќи таа би требало и нејзина да биде, како и нејзина е болката и екстазата од името би требало да биде. Таму имаме и преседателка, една со висок статус на познавачка на правото, меѓународно и така натаму. И треба да и се најде патот, бидејќи во Обединетите нации не може да предложат резолуција, декларации, така групи. Туку може тоа само, како што го направи тоа Јужноафричката унија, мислам, со резолуцијата за геноцидот врз палестинците во Обединетите нации. Нели Америка поднесуваше резолуција, Македонија беше ко-спонзор на некој, па сега може Америка да ја предложи оваа резолуција, или Русија. Најубаво е Македонија да ја предложи. Ако не ја предложи Македонија, значи ќе се бараат алтернативи, некоја земја пријателска. Кој е фајдето? Прво, како историска меморија, апсолутно да се согласувам и поддржувам. Но за тоа гласање во Обединети нации за резолуции, и тоа е претворено во политичка арена, како арената во Рим, нели? И Обединетите нации се некои лепи игри во суштина. Сега овие поднеле, овие гласале за, многу, не знам, неколку против, неколку воздржани, после контрастраната поднесува, во вординг одменуваат некаков текст. Божем, за 100 години од денес некој ќе ги прегледува и некому тоа ќе е битно. Мене тоа ми личи на препукување малско вака, како да сме на гајби пред кооперација, јас да ти кажам, не јас да ти кажам, а се работи за Обединетите нации, нели? Она институција што сме измислиле, која што треба да биде гарантор на мирот на планетата Земја.
Така, и се овие се расправаат за зборчиња. Русите вика имаат едно гледиште за Украина, Европа има друго. За Палестина едните имаат друго, другите трето. Фајдето од тоа никакво, луѓето гинат. Така, гинат за интереси, за економски интерес и безбедносен, но пред се економски. Мене, вака, гледајќи од страна, срам ме фаќа кога ги гледам таквите случувања. Добро, Богдан, мислиш дека јас не го знам тоа? Не, знам дека го знаеш, само го зборуваш. Не, затоа реков, прво стави во ограда, дека е историски преважно ова што сте го направиле и го поддржувам. Дека не треба со ова дефектен песимизам да гледаме на работи. Не викам да не одиме таму. Што ќе се случи, па нема ништо, нема никој да ја погледнат, дури нема да ја погледнат, не. Но види, таа мора да стигне, тоа е за да знаат таму, за да знае Европа дека знаеме што ни се случило. Знаеш, во Европа, бидејќи сме млитави, не реагираме жестоко. Јас да сум председател, знаеш, хипотетички ги зборувам. Добро. Јас, ако одам во Брисел, ќе им кажам слободно дека извршија идентитетски геноцид. Тоа не им е кажано од наш политичар. Тоа треба да им се каже. Македонски манифест, ние пред малку и пред 20 дена имавме моралниот суд, пресуда на Европската Унија за тој идентитетски Таа мислиш дека амбасадорите чии обратат внимание Европа, тие се следат. Јас бев исфрлен од Нова Македонија како колумнист од Европа. Знам дека ќе обратат внимание. Да, затоа што они читаат сеќе, ама ќе се направат нудрени као ништо не. Ама целта е да знаат дека не сме глупави, да знаат дека не боли и доволно сме интелигентни, да знаеме што ни се случило, да знаат дека мислиме за нив дека е тоа варварски чин и според тоа дека се тие варвари што го направиле тоа. Тоа е и со декларацијата, резолуцијата наша која треба, че и бараме пат да пробие таму. Ако нашата влада се изјасни дека не е тоа, дека е тоа не е за неа, дека не сака со тоа хипотетички зборува, дека тогаш да речеме може Словачка да прифати, може и Русија да прифати. Оти Русија еднаш беше. Ја мислам дека ќе ја подржи Русија резолуцијата, не знам на кој ниво. Бидејќи еднаш ги лизнавме, објаснив за тоа, па сега ќе речете, еве ги пак идат и така натаму. Но мислам дека таа резолуција е важна, бидејќи еве колку помина од 90-та наваму тоа ништење во етапи. И тоа беше замислено, значи прво беше БРМ, првиот удар пред Лиса, па Лисабонската декларација веднаш. Значи тоа се шокантни удари за некое битие кое чувствува и болка за ударите на колективната душа. Оти ние сите како индивидуи припаѓаме и на колективната душа на еден род. Не знам, јас барем така ги се рече. Иако некои само кебап и јадат и пиво пијат и баш ги брига. Оти јас знам кога се ништеше Македонија, со Преспанскиот, ние по 200-300 души едва излегувавме тамо, мали овака групации. Немаше друго ништо. Кафеаните беа полни се. Знаеш што сум слушал за 2001 слични приказни од луѓе што биле, примере во Тетовско некаде, месец дена е во Ров, го истовара кола, после месец дена, 2 дена да си види жена, мало дете, и ке излегувам кај аеродром, и вика, не знаеш какво чувство. Сите кафани полни, сите кафичи полни. Да. Луѓето живеат нормален живот. Од една страна си викам, се јас слушајќи го, јас тоа што имав 15 години, немав осет таков воопшто за случувањето. Си викам, дали луѓе во ова име начин на потиснување на добро, ама стресот и или од друга страна и игнорантски однос. Види Бојан. Од трета страна, како викаат тогаш СДС, не баталете таа ВМРО-вска војна. Нели дури и војната ја етикетира партиска. Добро, зборувавме за таа македонска колективна шизофренија, но ова сакам да кажам дека од 90-та година наваму од Европа плански беше
замислен еден Менгелеовски, така наречен, јас го викам Македоникум експериментум, како да се потисне волјата и ова оптимистичката психика кај македонецот, како да се доведе до точка не на очај, туку на апатија. Пази, тоа беше очајот е енергетска база, он произведува револуција, отпор. А апатијата ми е седно исто, еве, како што ти рече, за овие доаѓа оние брани татковината. Не реков, јас не сум од апатичните, ме знаеш. Не, како што го дефинира тоа, диагностицира, пардон, не овај така. Значи беше прво БРМ, па Лисабонска, знаме, па Устав, па 2001-та беше, не беше албански концепт. Западен концепт беше за да се подисплашат македонците. Па понижението е тоа што баш што терористите ги произведоа во борци за човекови права, туку ни ги доведоа и во владата и парламентот. Тоа е иронија, сарказам. И тие од таму, како што гледаме до денес, фактичкиот тероризам го заменија со политички тероризам. Тоа е факт. И се гледа, се разбира, со беневолентна дозвола на македонците секако место да се и уште трае тоа бадинтер, балансери, едно друго. И, значи, беше темпирано во тоа психолошко тормозење македонците да се доведат до една точка на апатија кога ќе му биде на човекот седно, па доста е, што бива, нека биде. Но, постојат секогаш се наоѓале, тоа е природата Дедо Боже си ги поставува работите како што треба, како што нели бројот на мажи и жени на планетата никој пат не се променил премногу драстично во корист на едните или другите. Па така и во едно општество, покрај куколјот, нели секогаш го има и пирејот, го има тој здрав патриотски дух на различни нивоа, од академиите на науки и уметности до мене омилените кооперации кои што нели ги спомнуваме често во еден друг смисол. И ви нели јас и ти се за некои работи се согласуваме, за некои не, но секогаш уживам кога разговараме и полемизираме. Нормално е. Бидејќи верувам во дебатата и верувам во заклучоците кои што произлегуваат после дебата, а не со стереотипи, предрасуди и така натака. Но една работа фиксно честитам на сите нешта кои што ти и Македонски манифест и сите други групи и подгрупи во кои што нели ќе се најдеме барајки ја правдата за нас како македонци, го правите со години и знам дека нема да престанете тоа да го правите и од името на мојата публика, на оној дел од граѓаните на Македонија, македонскиот народ, јас благодарам отворено на јавна сцена за истото. И јас ви благодарам. Беше задоволство, големиот Ефтим Клетников да го имам наспроти мене, се гледаме во следна прилика. Благодарам. Тоа беше тоа. Утре по 22:30 вечерното шоу продолжува со нов гостин, нови интересни муавети. До таа средба, стандардната процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци. Добро мек Македонијо, главата горе.